Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. Втор круг од локалните избори. Да ги заокружиме изборите и потоа да се фрлиме на работа, односно градоначалниците и советниците да се фрлат на работа. Промените се почнати, процесот на реформи е веќе почнат. Мислам дека ќе се види драматична разлика уште во првите денови. Најголема излезност во неколку општини на истокот од државата. Чаир и Сарај со рекордно ниска излезност. ДИК им ги одзеде акредитациите на 8 домешни наблюдувачи поради агитирање пред гласачко место. Македонија гласаше во вториот круг од локалните избори. Првични оценки од изборните штабови во овие вести. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Заврши гласањето за вториот круг од локалните избори. Се гласаше во 32 општини и градот Скопје. Со каква излезност оперира Државната изборна комисија за почеток Сања Димитровска? Овде во Државната изборна комисија за кратко е закажана пресконференција на председателот и на членовите на ДИК. Ја имаме излезноста до 18 часот и 30 минути, па по општини излезноста е 45,75%, што е речиси за 1% пониска од првиот круг кога била 46,48%. Ниска излезност има и во главниот град, односно во Скопје, каде што излезноста до 18 часот и 30 минути е 34,96%, што е речиси 12% пониска од првиот круг кога била 46,64%. Што се однесува до скопските општини, најголема излезност има во општина Карпош 48,09%, додека пак најниска и понатаму се Сарај со 11,45% и Чаир со 13,56% излезност до 18 часот и 30 минути. Што се однесува до останатите општини каде што имаме втор круг, имаме неколку општини каде што излезноста до 18 часот и 30 минути е над 70%, па така рекордер по број на излезност е Росоман со 77,51% излезност, потоа овде е Лозово со над 73% излезност, Демир Капија над 72%, Доира на 32%, Конче со 70% излезност. Како што кажав, закажана е пресконференција на председателот и на членовите на Државната изборна комисија. Од уште да кажеме тоа што и веќе беше најавено дека во текот на денот Државната изборна комисија одзеде 8 акредитации на домашни наблюдувачи во општината Шуто Оризари, бидејќи агитирале пред гласачко место. Едниот од нив е кандидат за градоначалник кој што бил во првиот круг и за тоа е информирано и Министерството за внатрешни работи како и основното јавно обвинителство. Повеќе информации овде од Државната изборна комисија ќе имаме на, како што кажав, најавениот прес на председателот и на членовите на ДИК. Сања Димитровска од Државната изборна комисија, те очекуваме со ново вклучување. Ние се селиме во изборните штабови. Катерина Лешкова во ВМРО ДПМН има ли веќе првична оценка од владеачката партија за денешниот втор круг? Првите оценки вообичаено се неофицијални. Она што можем да го кажеме дека тука во централниот штаб на ВМРО ДПМН се прават првите анализи и аналитики секако дека очекуваат победа во Скопје. Тука е се и, како што кажав, функционери од раководството на партијата се очекува да пристигне и кандидатот за градоначалник на град Скопје Орце Ѓорѓевски. Она што е битно е дека првата пресконференција ќе ја проследиме за околу 10 минути и тогаш ќе ги имаме првите официјални оценки на владеачката партија за тоа како помина целиот изборен ден, но и целокупниот изборен процес на локалните избори. Она што го имаме во моментов се изјавите кои што ги дадоа премиерот Мицкоски и Ѓорѓевски во текот на денот при нивното гласање. Тие очекуваа мирен ден и она што е битно е дека најавија работа уште од утре. Во продолжение изјавите на Мицкоски и Ѓорѓевски. Благодарност до граѓаните кои што во првиот круг излегоа и во огромна бројка ја дадоа довербата за коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, градоначалниците и советниците во советите на општините од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Очекувам таква да биде јасна разликата и голема победата и после овој втор круг. Едноставно да не дозволиме помали бучни групи
или поединци да ја креираат, ја профилираат нашата иднина, туку граѓаните иднината да се земат во своји раци, да излезат и да гласат на овие локални избори. Промените се почнати, процесот на реформи е веќе почнат. Мислам дека ќе се види драматична разлика уште во првите денови, во првата недела, во првиот месец, во првата година, споредено со било кој негов претходник во минатото. Бидејќи верувам дека е мотивиран, жестоко е мотивиран, има мојата поддршка, ќе има поддршката од владата, ќе го има поддршката и од мнозинството советници во советот, советите во општините во градот Скопје и градоначалниците во градот Скопје. Што туку го остварив своето гласачко право, како и во првиот круг се надевам дека и вториот круг ќе бидат мирни и демократски овие избори. Ова е празник на демократијата и се надевам дека до завршување на изборите се ќе биде во најдобар ред. Денеска се гласа за иднината на нашите семејства, за иднината на нашите деца и се надевам дека што помасовно ќе излезат граѓаните да го дадат својот глас. Маријан, како што веќе споменав, тука во Централниот штаб се очекува пресконференција за 10 минути. Првите резултати се очекува дека брзо ќе стигнат, така да се слушаме некаде за околу половина час со веќе први официјални информации и податоци за денот. Катерина Нешкова вечерва од изборниот штаб на ВМРО ДПМН и во отвореното студио. Ние се селиме од ВМРО ДПМН во Левица, партија која за прв пат има свој кандидат во вториот круг од локалните избори во град Скопје. Тамара Дичовска, има ли веќе оценки од Левица за денешниот тек на гласањето? Како што напомена и ти, токму тоа и го истакнуваат од партијата Левица, дека за нив представува голема победа тоа што нивни кандидат за градоначалник за прв пат влегува во вториот круг на изборите за градоначалник на Скопје, односно кандидат кој што не е ниту од партијата ВМРО ДПМН, ниту од СДСМ. Тие очекуваат голема победа на кандидатот Амар Мециновиќ за град Скопје, односно дека тој ќе биде идниот градоначалник. Првичната пресконференција ми е закажана во 20 часот со првичните и бројки од денешниот изборен ден, па оттаму ќе бидат и соопштени деталите како стојат со гласови Амар Мециновиќ и неговиот против кандидат Орце Ѓоргиевски. Меѓутоа тоа што од партијата Левица во текот на изборниот ден го виделе како нерегуларност е тоа што на избирачките списоци се повторно се појавувале починати луѓе, но имало проблеми со уредите за идентификација. Во продолжение да го слушнеме и портпаролот Круме Богевски околу денешниот изборен ден и нерегуларностите кои што ги забележале. До 13 часот забележена е задоволителна излезност на избирачките места во град Скопје. Покриени се речи сите избирачки места со набљудувачи од Левица кои што ги воочуваат нерегуларностите. Истите во главно се базираат на починати лица кои што се уште се во избирачки список, зашто нашите набљудувачи реагираат до изборните одбори. И секако, како и секоја година, уредите за електронска идентификација кои што не функционираат на голем дел од избирачките места. Да, како што можевме да слушнеме, тие се задоволни од излезноста на денешниот ден. Секако првичните информации, како што кажав, ќе ги има на пресконференција во 20 часот. Ние повторно се вклучуваме во отвореното студио со првите информации тука од Левица. Тамара Дичовска вечерова ќе известува од изборниот штаб на Левица и очекувањата резултатите од градот Скопје. Ние се селиме во изборниот штаб на СДСМ. Таму е Деспина Тодоровска. Какви се вечерашните очекувања на најголемата опозицијска партија? Чеше ново поблешево. Ке видиме како се тоа ќе се одбива, кои ќе бидат ците кои ќе доаѓаат во текот на вечерта. Инаку во СДСМ има и една крупна промена пред вториот круг, каде Маријан, централното партиско седиште на СДСМ и вечерва е местото од каде што партиското раководство ќе го следи објавувањето на изборните резултати по денешниот втори изборен круг. Сепак до овој момент ја немаме првичната оценка на СДСМ за тоа како според нив помина денешниот изборен ден. Во партискиот штаб на СДСМ за сега и не е многу раздвижено и до овој момент немаме ниту најава тоа кога партијата ќе одржи денешната прва пресконференција. Според информации на СДСМ, лидерот на партијата Венко Филипче во текот на денешниот ден го остварил своето право на глас, меѓутоа без при тоа да даде изјава за медиумите. Ова е веројатно и прв пат да немаме изјава
лидерна опозицијска партија за тоа како поминал изборниот ден, и ова веројатно и се должи на фактот што во општината каде што Филипче гласа, односно во општина Карпаш, СДСМ во овој втор изборен круг остана без свој кандидат, а партијата нема свој кандидат ниту во вториот круг на изборите во градот Скопје. За ставот на лидерот на партијата ќе треба да ја почекаме и она завршна пресконференција на СДСМ во текот на вечерта, односно до крајот на вечерта по објавувањето на изборните резултати. Во текот на денот сепак своето право на глас го оствари кандидатот на СДСМ за градоначалник на општина Центар, Горан Герасимовски. Во продолжение гледаме неговата изјава. И очекувам дека денеска ќе имаме мирен, демократски ден и секој самостојно ќе може да си го изгласа, да си го даде својот глас. Верувам дека ќе имаме мирен изборен процес. Очекувам да има голема излезност, очекувам да граѓаните повторно ни ја дадат поддршката на мене, на мојот тим и на нашата програма. Исто така очекувам дека наредниот мандат ќе го водиме заедно и од утре ќе започнеме да ги спроведуваме сите оние проекти кои што ги промовиравме заедно со граѓаните изминатите месеци. Во првиот круг од изборите СДСМ освои градоначалници во 3 вкупно општини, додека во овој втор круг од изборите СДСМ влезе во трка во 17 општини. Маријан, остануваме овде во централниот штаб на СДСМ, останувам исто така и во исчекување на првата пресконференција и секако оценката на СДСМ за тоа како според нив помина денешниот изборен ден. Со многу повеќе информации се вклучуваме и во изборното студио. Деспина Тодоровска од изборниот штаб на СДСМ, а ние се враќаме на Државната изборна комисија, таму пресконференцијата соопштување на целосните правични неофицијални резултати добиени по електронски пат од секое избирачко место. Вкупниот број на запишани избирачи во избирачкиот список на ниво на целата држава за општините во кои се одржува гласањето во вториот круг, пристигнати се вкупно 97,60% обработени податоци за излезност од избирачките места или 1340 избирачки места, од кои имаме добиено податоци за излезност. На овие 1340 избирачки места или 97,60% на обработени за излезност се запишани вкупно 712.549 гласачи. Вкупниот број на гласачи кои гласале во овие избирачки места е вкупно 325.691, односно процентот на избирачи кои гласале во избирачките места од кои се пристигнати податоците е 45,71% на ниво на цела држава Република Северна Македонија. Значи 97,60% обработени избирачки места. Ќе прочитам посебно излезноста до 18:30 часот поединечно по општини. Општина Аеродром 42,72, Боговиње 39,29, Бравеница 53,21, Валандово 63,60, Виница 47,19, Дебар 41,21, Дебарца 60,56, Демир Капија 72,64, Дојран 72,78, Долнени 55,61, Зрновци 54,07, Карпош 48,09, Кичево 51,34, Конче 70,93, Кочани 40,44, Крушево 68,60, Куманово 33,43, Лозово 75,60, Македонска Каменица 55,03, Македонски Брод 54,05, Могила 52,82, Неготино 55,07,
Пробиштип 70-59, Ранковце 69-34, Росоман 77-51, Струга 40-14, Студеничани 46-00, Тетово 44-35, Центар 46-14, Чешиново Облешево 62-50, Чучер Сандево 59-19, Шуто Ризари 30-75. За градот Скопје, од вкупно запишаните избирачи во избирачкиот список 474.304 во 10 скопски општини, каде што има втор круг за избор на градоначалник на град Скопје, бројот на обработени избирачки места од кои пристигнале податоци за излезност до 18:30 часот е 100%, односно од сите 685 избирачки места на територија на град Скопје. Вкупен број на запишани избирачи од кои пристигнале податоците од избирачките места се 474.304. Вкупен број на гласачи кои гласале во избирачките места од кои пристигнале податоците се 160.131 гласач кои излегле на гласање до 18:30 часот. Во проценти, одзивот на ниво на град Скопје на избирачите кои гласале до 18:30 часот изнесува 33,82%. Уште еднаш јас ги прочитав сите општини за целата држава во кои спаѓаат и скопските општини. Уште еднаш ќе ги прочитам 10 скопски општини одзивот. Аеродром 42,72, Бутел 26,98, Газибаба 30,98, Ѓорче Петров 35,50, Карпош 48,09, Кисела Вода 40,95, Сарај 11,45, Центар 46,14, Чаир 13,71 и Шуто Ризари 30,75%. Сега му давам збор на колегата Абдуш Демири да ги прочита овие податоци на албански јазик. Да, тоа беше пресод на Државната изборна комисија. Ние се селиме во изборните штабови на партиите на албанците. Во овој првото вклучување го имаме во Влен, таму е Ивана Соколовиќ најдова. Ивана, какви се првичните оценки? Ако ја немаме Ивана, тогаш одиме кај... Од партискиот штаб на коалицијата Вреди во овој втор круг на гласање, тие се во централниот штаб во Тетово. Од тука ќе бидат сумирани сите резултати кои што ќе ги добиваат според нивните најави. Најрано за час и половина треба да ги имаат и правичните информации, но она оценка која што ја дадоа по затворањето на избирачките кутии дека имале или уживале голема поддршка кај граѓаните. Велат дека овој ден поминал во фер и демократска атмосфера без никакви инциденти, ставајќи своја оценка дека институциите го положиле тестот на демократијата со ова денеска гласање. Ќе се вратиме во Влен подослав на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Знаеме дека граѓаните очекуваат резултати, решенија и нова енергија. Ние таа доверба нема да ја изневериме. Од утре продолжуваме со работа, со уште поголема посветеност и одговорност. Во текот на вечерта на следните пресконференции ќе почнеме со објавување на првите неофицијални резултати од гласањето. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Гласањето е избор на секој човек поединечно. Тоа што одреден поединец или одредена партија дава поддршка на еден кандидат или не дава поддршка на еден кандидат е одраз на став зад кој стојат повеќе причини. Тоа е нивна одлука, ние во тоа нема да навлегуваме. Секој граѓанин има свое право да си го изрази својот глас, сепак сме демократска држава. Ние како ВМРО ДПМН ќе работиме оние партиски и етнички бариери да ги отргнеме.
да работиме за заедништво, да работиме за заедничка држава и со тек на време преку проекти, преку резултати и преку дела ќе се увериме дека можеме Македонија да направиме една заедничка држава. Секогаш на владеачките партии по принцип, тоа значи дека не се мобилизиране неутралните, неопределените и оние што исакале промена во визави владеачката власта. Очекувате ли дека ќе биде, она што рековте, голема победа и колку ќе биде, например, во градоначалници? Имате ли веќе некоја представа колку ќе имате градоначалнички места? Ние очекуваме во секоја општина каде што имаме градоначалник во вториот круг да извојуваме огромна победа. Секако. Тоа ќе се мери веројатно дали ќе биде 1:2, 1:3, 1:4, па дали има шанси за промена. Видите, промената секогаш доаѓа од Скопје, односно од скопските општини. Колку би била некоја сооднос? Имате ли представа во овој момент? Па добро, во првиот круг беше 3:1 разликата во особеност на против кандидатот кој влезе во вториот круг, така да очекуваме зголемување, би рекол и удвојување на таа разлика, така да очекуваме убедлива победа во градот Скопје. Рековте дека биле фери демократски избори, да сепак веќе има партии кои што ги оценуваат со низа нерегуларности, а и оттик имаше во текот на денот дека има инциденти пријавени и дека имаше обновање во Столица. Сепак не било шведски не влезли. Добро, јас би го повторил она што го кажав, дека имаше навистина фери демократски избори во овој втор круг, исто како и првиот круг. Мислам дека Македонија после долго време конечно има едни, би рекол, европски избори после долго време. Моментално не би сакал да лиферувам и да шпекулирам со бројки, сепак доставим уште некој период и ќе ги имаме бројките. Ви благодарам. Да, тоа беше првичната оценка, изјавата на ВМРО ДПМН. Ние се враќаме да ја слушнеме оценката на ВЛЕН, која претходно не успеавме да ја слушнеме. Почитувани представници на медиумите, процесот на гласање во вториот круг од локалните избори во целина се одвиваше во мирна и демократска атмосфера во сите општини во кои денес се одржа гласањето, вклучително и во општините каде што учествуваше коалицијата ВЛЕН. Според информациите од теренот, процесот на гласање се одвиваше без никакви неправилности и во дуот на граѓанската одговорност. ВЛЕН изразува благодарност до сите граѓани кои денес го остварија своето избирачко право мирно и достоинствено, покажувајќи на тој начин висока демократска култура. Истовремено, очекуваме од Државната изборна комисија фазата на затварање и броење на гласовите да се спроведе како и во првиот круг со целосна транспарентност, точност и професионализам во согласност со законот и со волјата на граѓаните. А како заокружување на нашите вечерашни репортерски јавувања од изборните штабови, одиме во изборниот штаб во Мала Речица во Дуј, таму е Зоран Јаневски. Какви се оценките на опозицијската Дуј? Да, по затворањето на гласачките места одовде од партискиот штаб на Демократската унија за интеграција, која е предводник на Националната алијанса за интеграција, упатија повика до членовите на Државната изборна комисија и наблюдувачите кои го следеа изборниот ден, како што рекоа, одговорно да гарантираат за волјата на граѓаните која што ја изразиле зад параваните. Од Демократската унија за интеграција рекоа дека успешно се соочиле со незаконитата кампања. Како што велат од Националната алијанса за интеграција, сведоци биле на масовно купување гласови и злоупотреба на државни ресурси. Сепак, како што велат од партијата, граѓаните не дозволиле да се искриви резултатот. Од Националната алијанса за интеграција велат дека остануваат посветени на општество во кое власта се добива со доверба, а не со притисок. Имаме изјава да ја погледнеме. Во име на Националната алијанса за интеграција изразуваме длабока благодарност и почит кон секој граѓанин, а особено кон нашата диаспора, кои денес го искористија своето демократско право на глас со одговорност и достоинство. Овие избори беа повеќе од локална трка. Тие беа тест на политичкиот и моралниот карактер на државата. Успешно се соочивме со нечесна и незаконска кампања,
кои го оцрнаа процесот и ја нарушуваат еднаквоста на изборниот процес. Сведоци сме на масовно купување гласови, изборен асфалт, ноќно бетонирање, злоупотреба на јавните ресурси и брутална вмешаност на државниот апарат во корист на власта. Да, инаку во вториот круг од локалните избори, Националната алијанса за интеграција, предводена од Демократската унија за интеграција, своји кандидати за градоначалничко место имаа во општините Тетово, Струга, Кичево, Студеничан и Боговиње. Благодарам Зоран Јаневски вечерва од изборниот штаб на ДУИ. На изборите гласаше и председателката Гордана Селјановска Давкова, еве ја нејзината оценка. Јас како и минатиот пат ќе кажам европски мирно. Очекувам и денот да биде мирен, да ги заокружиме изборите и потоа да се фрлиме на работа, односно градоначалниците и советниците да се фрлат на работа. Кампањата беше релативно пристојна, со респект, ретко се соочувавме со напади ад хоминем, се говореше за проекти. А и вечерва по Централниот дневник почнува отвореното студио на Сител, Славица Арсова и Иван Кузмановски. Вечерва задолжени Цаци и Иван, со оглед на тоа како се развиваа настаните, ниска излезност, недоверба меѓу партнерите во власта, недоволно гласање, ќе има добра причина за добра дебата, верувам. Има причина и за дебата, веројатно и брзо ќе ги знаеме изборните резултати со оглед на тоа колку гласачки ливчиња има за пребројување. Добро вечер од отвореното студио, каде ќе се дружиме со публиката веднаш по завршувањето на овој дневник. Вториот круг од локалните избори заврши, граѓаните го кажаа своето мислење во 32 општини во градот Скопје. Цензус вечерва не е потребен, така што ќе има и поразени, но и победници. Нешто повеќе од 1 милион и 13.000 гласачи беа запишани во единствениот избирачки список во овој втор изборен круг од локалните избори. А какви се резултатите од вашето гласање? Славица, вообичаено граѓаните знаат дека први дознаваат гледачите на телевизија Сител, така ќе биде и вечерва, за тоа ќе ни помогнат колегите од аналитичкиот центар во телевизијата. Секако ќе ги имаме и официјалните информации од Државната изборна комисија. Веќе ги видовте поголем дел од колегите кои што се наоѓаат во партиските штабови, ги имаме и во штабовите на кандидатите низ државата, така што ќе биде една богата вечер со гости и известување во живо. Така и во студиото ќе имаме одлични соговорници: Петар Арсовски, Владимир Божиновски, Васко Нумовски, поранишниот пратеник Илија Димовски, тука ќе биде и Алберт Муслиу. Ќе дебатираме и ќе разговараме во првиот дел од отворената програма, а по 21 часот најавувам гостување на представници на најголемите политички партии во земјата. Од ВМРО ДПМН е пратеникот Антонио Милошовски, Славјанка Петровска од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бобан Карапеовски од ЗНАМ, очекуваме и представник од Вреди. Упативме покани и до Левица и до ДУИ. Многу причини вечерва да останете со Сител. Кој ќе го направи примопредавањето на позицијата со досегашната актуелна градоначалничка Даниела Арсовска во текот на следната недела, но и какви ќе бидат промените во локалната власт низ државата, ќе дознаеме за неколку часа и ова нека биде уште една покана изборната ноќ да останете со програмата на телевизија Сител. Славица Арсова, Иван Кузмановски вечерва во отвореното студио на Сител. Добра причина да останете на оваа фреквенција. А наред е и нашата анализа од аналитичкиот центар Александар Спасовски во текот на целиот ден, но сега предпоставам дека имаме и некои други бројки за кои што можеме да зборуваме. Да, веќе стигна и првите резултати, барем оние што ги споделуваат партиските штабови според информациите кои што ги добив од прес-центарот на ВМРО ДПМН. Тие во Скопје веќе имаат одредено водство. Трендот според она што тие го објавуваат е некаде 2,5:1. Според нивните бројки 11.094 гласа во овој момент има Орце Георгиевски, 4.090 Амар Мециновиќ од Левица. Некаде
овде 10:1 е оваа нивна пресметка во општина Аеродром, 24 гласа за СДСМ, 224 за кандидатот на ВМРО ДПМН, 2:1 во Пробиштип, 332 гласа за кандидатот на ВМРО ДПМН, 174 за социјал-демократите, 466 гласа во Кочани, предност пред независниот кандидат кој што има 328 гласа и 2:1 е некаде во општина Валандово, но ова се вечерва прво ќе дадат резултати. Кои што туку за очекување ова се бројки кои што ги сподели прес-центарот на ВМРО ДПМН. За жал немам процентна обработеност на овие податоци, меѓутоа добро е да се почне со нешто и да имаме тренд, а да видиме како изгледаше излезноста. Еве ова е на ниво на Македонија, нешто под 41% е излезноста до 18:30 на поголема обработеност или поточно 1744 преброени избирачки места од вкупно 1777. Овој процент малку се намали на 40,45, но она што е овде, она што треба да се издвои е ниската излезност во град Скопје. Може да се забележи 32,61%, што е едно огромно намалување во однос на првиот круг, кога до 18:30 имаше близу 47% од гласачите излезени на гласање, но не треба да изненадува, треба да се има предвид дека само 4 општини бираат градоначалник во вториот круг, а исклучително ниска е излезноста во одредени скопски општини каде што живеат етнички албанци. Одиме да го видиме тоа и веднаш се забележува каква е состојбата во оние општини во град Скопје каде што се бира градоначалник во вториот круг. Секаде се бележи намалување на излезноста. Најмало е намалувањето во оние општини каде што се очекува неизвестност. Се најавуваше остра борба помеѓу Стефчо Акимовски и Сотир Лукровски во Карпош и веројатно тоа е причината што овде имаме само нешто под 2% поени намалување. Слична ситуација во центар Горан Герасимовски со Лабудович, намалување нешто под 3% поени. Во Аеродроми немаше некоја неизвестност барем во првиот круг, но и овде имаме, да речеме, за овие услови релативно висока излезност. Шуто Оризари нешто над 30% да беше ова прв круг, неверојатно туку сигурно во Шуто Оризари ќе беа поништени изборите. Одиме на следната графика да ги видиме скопските општини во изборите за градоначалник на град Скопје и тука се забележува она што го зборувавме. Општина Сарај, општина Чаир. Во Сарај се забележува дека 5 пати е пониска излезноста, од 55 падна на под 11,5%. Нешто помалку, некаде околу 4 пати пониска излезност во општина Чаир, од 51,5 на нешто над 13,5%. Ако се има предвид дека ова се прилично големи општини, тогаш воопшто и не треба да изненадува што процентот на излезност на ниво на цело Скопје е значително намален за некои 17 поени. Одиме на следната графика да ги видиме градовите низ Македонија, барем оние кои што ние ги следиме. Може да се забележи благо зголемување на излезноста во Неготино, значително намалување на излезноста во општина Куманово, а во општина Кочани излезност која што е речиси идентична со излезноста во првиот изборен круг. И одиме да ги видиме сега и општините кои што имаат кои што ги нарековме жешки точки. Тоа се општините Тетово, општината Струга и општината Кичево, односно ова се општините каде што доминираат етничките албанци. Се забележува дека, например, во Тетово има 3% намалување на излезноста, благо зголемување во општина Струга, каде што се очекува интересна битка помеѓу независниот кандидат кој што го поддржуваат ВМРО ДПМН и Вреди и кандидатот на ДУИ. И во општина Кичево очекувано зголемена излезност, некаде 2,5% поени. Практично ова е една висока излезност, особено ако се прави споредбата со 2021, но тоа е општината каде што се зборува дека се носат контингенти на гласачи од други држави. Да ги видиме жешките точки, ова се тие жешки точки.
Зборувавме за Кичево, зборувавме за Карпош, општина Брвеница, погледнете разликата, 10% поени е зголемувањето на излезноста меѓу двата изборни круга од 43,8 на 53,2%. Се очекува интересна битка, ќе ги следиме резултатите и во оваа општина. На следниот телоп ќе ги видиме општините со најголема и најмала излезност во 18:30 во вториот круг и она што го зборувавме во текот на целиот ден. Очекувано општините кои што имаат мал број на гласачи имаат и висока излезност, таму се гласа, може да се забележи топ 5 општините, сите се преку 70%, до 18:30 ќе се качи уште по некој процент, но не многу. И забележете ги 5 општини со најниска излезност, сите се од Скопје, од скопските општини, најмалку во Сарај под 11,5%, најмногу во Газибава 31%, нешто помалку од 31%. Маријан, се префрламе на зелена табла практично ќе биде битката меѓу СДСМ и ВРДПМН во тие општини. Да. Она што е тука малку гласови можат да сменат многу работи, да го изберат градоначалникот, еве Ама се надеваше на добар резултат, но 30% секако не му во корист, да речеме, во град Скопје. Во град Скопје многу лесно се заклучува дека етничките албанци практично не излегоа на гласање. Погледнете ги скопските општини, општина Сарај доминираат етнички албанци, исклучително ниска излезност, ако се има предвид дека тука во првиот круг имаше над 50%, значи фали еден огромен дел од гласачкото тело, близу 60% во првиот круг беше општина Чаир, гледате 60.000 гласачи. Сега имаме само 13%, што значи дека фалат некои 40% поени. Од тука Бутел е исто општина во која што има мешан етнички состав, иако доминираат македонци, сепак има голем број на етнички албанци и практично лесно се забележува дека во скопските општини не излегоа етничките албанци. Дали тоа ќе му оди во корист на Орце Георгиевски или пак на Амар Мециновиќ, веројатно ќе треба да почекаме да ги погледнеме резултатите според првичните кои што ги добиваме од партиските штабови. 2,5:1 е секоја анализа на ниска излезност повеќе му оди у корист на тоа победникот од првиот круг. Така е обично, такво е правилото дека оние кои што предизвикуваат на некој начин, кои што се андердог или кои што имаат помали шанси, нив им оди во прилог излезноста, бидејќи тие се надеваат на изненадување и на оној голем број на гласови кои што очигледно во вториот изборен круг го немавме. Меѓутоа, кога правиме и споредба меѓу првиот и вториот изборен круг, треба да се има предвид дека секогаш кога е втори изборен круг, очекувано е да се намали излезноста, има Александар, избор. Ти благодарам за оваа анализа. Во продолжение ние правиме обиколка по нашите репортери на терен. Нина Аритоновска денеска беше во Струга, една од општините во кои се очекува вечерова интересна битка. Нина, повели. Така е, Маријан, точно во 19 часот навремено се затворени сите избирачки места во општина Струга. Граѓаните во Струга гласаа на 101 избирачко место, а право на глас имаат 62.711 гласачи. Гласањето помина во фер и демократска атмосфера, не се регистрирани никакви неправилности или нерегуларности до општинските изборни комисии на оние места каде што го следевме изборниот процес во текот на денот, како што се Струга, Дебарца и Кичево. Инаку, според последните податоци со кои што располагаме од општинската изборна комисија, во Струга до 18:30 часот излезноста е 40,14%, што значи имаме благо покачување до овој момент. Во Кичево до 18:30 51,69%. Исто така и во Кичево очекувано имаме пораст на излезноста, додека во Дебарца до 18:30 излезноста е 60,56%. Како што кажав, граѓаните по втор пат денеска во Струга, Кичево и Дебарца излегоа и го дадоа своето право на глас. Благодарам, Нина Аритоновска од Струга. Неколку интересни општини се води битка и на југоистокот од државата. Зоран Ѓоргиев прави краток пресек. Да, Маријана, 3 општини од југоистокот на државата, Конче, Дорјани и Валандово се општините во кои што денеска се гласаше на вториот круг за избор на градоначалник. Според оние информации што ги добивме, како резиме на денешниот ден е дека гласањето во сите 3 општини помина мирно и без никакви проблеми. Сите избирачки места се затворени точно на време и веќе се очекува пребројувањето на гласовите. Дека денот помина мирно потврдуваат информациите од
надлежните институции преци од народниот правобранител, каде што во текот на денот не пристигнала ниту една представка, ниту на отворената телефонска линија која што беше отворена за оваа намена, ниту пак имало лични посети во канцеларијата на народниот правобранител во регионот. Ние остануваме овде во Валандово и ќе ги чекаме резултатите односно исходот од денешното гласање на граѓаните. Благодарам, Зоран Ѓоргиев. Наред е Трајан Ристовски, каде се очекува најинтересната битка малку северно на истокот од државата. Така, Маријан, се јавувам од Пробиштип, нашата последна дестинација од денешната агенда со мојот снимател Александар Станковиќ. Тој е општина Пробиштип која што е лидер во излезноста на гласачите на избирачките места за вториот круг за градоначалничката фотелја. Очекувано најмала излезноста во општина Кочани се разбира поради трагедијата која што овој град го зафати пред 7,5 месеци. Исто така во овој град имаше само независен кандидат, а во останатите 5 општини трката се водеше помеѓу избраниците од најголемите политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. Сите избирачки места, околу 100 на број, навреме се затворени и сега сме во исчекување на изборните резултати. Маријан. Благодарам, Трајан Ристовски од Пробиштип, па за крај на ова наше репортерско вклучување од терен, Дарко Штарговски е од Прилепско-Битолскиот регион. Дарко, бојли. Кандидатот на ВМРО ДПМН е Нико Ќоневски. Разликата во првиот круг беше 360 гласа предност на Христовски во однос на Ќоневски, но како ќе заврши целата оваа борба ќе се знае за неколку часови. Интересна битка имаше и во општина Долнени, каде што двајцата кандидати се надпреваруваат Блерин Ислами од Влен и Сашко Веѓановски од ВМРО ДПМН. Првиот круг заврши со 22 гласа предност на кандидатот на Влен во однос на ВМРО ДПМН. Во Македонски Брод и во Могила имаме една карактеристична ситуација каде што иако на гласачкото ливче имаше по двајца кандидати за градоначалник, сепак независните кандидати за градоначалници во Македонски Брод Милоци Војневски и во Могила Сашо Пивковски се откажа веднаш после завршувањето на првиот круг од локалните избори. Но според изборниот законник, кој што не познава публикување на кандидатите, сепак на гласачките ливчиња имаше по двајца кандидати. Така да во Македонски Брод во трка остана Жарко Ристевски, актуелен градоначалник од ВМРО ДПМН и Милоци Војневски, а во Могила исто така остана актуелниот кандидат од ВМРО ДПМН Драганчо Саботковски и, како што кажав, независниот кандидат Сашо Пивковски, кој што заедно со Војневски се повлече пред 2 недели од трката за градоначалник. Инаку, она што може да се каже дека во овие 4 општини кои што денеска ги следеше екипата на Сител, гласањето се одвиваше во мирна, фер и демократска атмосфера. Благодарам нашите репортери, дописници од терен. Тука е крајот на овие репортерски јавувања, а пред крајот оценка и на МВР за текот на денешното гласање. Локалните избори 2025 година се одвиваат во мирна, фер и демократска атмосфера на територијата на целата држава. Министерството за внатрешни работи презема мерки и активности во рамки на своите надлежности со цел непречено и безбедно спроведување на целокупниот изборен процес. До сега не се регистрирани посериозни нарушувања на јавниот ред и мир. Регистрирани се неколку пријави за агитирање при гласање на повеќе места, но по преземени мерки до овој момент не се потврдени наводите од пријавите. Министерството за внатрешни работи апелира до сите граѓани и до политичките партии да придонесат за мирна, фер и демократска атмосфера. Доколку има било какво нарушување на изборниот процес, граѓаните да пријават во најблиската полициска станица или на телефонските броеви 192 или 112. Централниот дневник заврши, но тука не завршува отворената програма, продолжува од студиото на Сител. Останете вечерва на оваа фреквенција, имајте пријатна вечер.